Денеска ќе зборуваме со вас за многу работи кои што се значени за универзитетот, односно науката, примарната дејност на универзитетот. Неодамна на прославата на 7 години УГД го промовиравте фондот за научно истражување на УГД. Што тоа значи за универзитетот? Науката не е основниот сегмент на универзитетот. Тоа е еден од сегментите кој е значаен и важен за развојот на универзитетот како високообразовна установа. Се разбира дека доминантен дел во универзитетот е образованието и едукацијата на студентите како примерна цел, да кажем, во задоволувањето на јавната потреба на општеството. Меѓутоа, неразделливи делови од тоа, за да тоа биде универзитет во права смисла на зборот, значи еден модерен универзитет, е да има доволно добра наука, односно научни истражувања и да има добра меѓународна соработка. Значи, етаблиран во меѓународните структури, за да може да се спореди и да се мери со другите универзитетски структури. Знаејќи го ова, во секој случај, универзитетскиот менеджмент уште минатата година ја промовира идејата за формирање на научно-истражувачки фонд, односно за поддршка на науката на универзитетот, односно за доделување на средства на одредени истражувачки јадра, да кажеме, во рамките на универзитетот, за да може да работат научни проекти кои ги финансира универзитетот, значи собствен буџет, независно од тоа што државата да има некои буџети за поддршка на науката или меѓународните организации, да кажеме, или меѓународните европски програми кои ја поддржуваат науката, сепак ние ценевме дека сепак и универзитетот треба да издвојува солидни средства во оваа насока за да може да има значаен бекграунд во овој исклучително значаен сегмент во развојот на универзитетот. И реков уште минатата година го промовиравме фондот за наука со 13 проекти минатата година. И оваа година со 15 проекти, значи вкупно 28 проекти се наоѓаат во научно-истражувачкиот фонд со годишен буџет од прилика 6 милиони денари, меѓутоа проекти се со трајање од 2 години. Значи зафаќаме една структура 12 милиона денари што секоја година ги обезбедуваме како универзитет за поддршка на науката во универзитетот, односно за поддршка на одредени научно-истражувачки јадра кои постојат во рамките на универзитетот. Така, во современ контекст финансирањето на науката е неопходно. Може би порано можеше да се прават некои научни истражувања со помалку средства. Дали тоа денес значи дека оние универзитети кои што имаат најмногу пари ќе бидат и најдобри во однос на науката? Постојат светски искуства, да кажеме, во поглед на научниот придонес на одредена земја во рамките на светската наука и тоа е секогаш поврзано со BDP-то на државата. Значи, не можете вие да размислувате дека значено ќе се померите во овој сегмент, доколку тоа не го следи адекватно BDP на државата, односно порастот на економската состојба на државата. Значи, индустријата, економијата во целина е значаен двигател и, да кажеме, во основа потикнувач на развој на научни истражувања. Земји кои имаат високо BDP, кои издвојуваат, да кажеме, солидни средства во науката, тие имаат и значаен научен потенцијал и значаени научни достигнувања. Меѓутоа, ние како држава сме скромна по своите финансиски можности и во таа насока и издвојувањата во науката се такви какви што се. Значи, не се со некој голем обем во овој момент во Република Македонија, знаејќи го, реков баш тоа дека тешко се промовира оваа активност во рамките на државата, не ради тоа што некој не сака да ја прави, него поради тоа што се ограничени можностите во делот на финансирањето на науката, посебно да кажеме на фундаменталната наука. Ние се одредивме како универзитет да ја поддржиме таа активност во поглед на она што значи квалитетивен исчекор во поглед на зајакнувањето на универзитетска структура на меѓународен план. Така, спомнавте дека има 13 проекти минатата година, можеби се сеќавате на оние кои што биле најзначајни, најинтересни, кои што привлекле најмногу внимание или кои што направиле, да речеме, значајно поместување во науката? Многу е тешко да се зборува во насока на тоа дека нешто е поважно од нешто друго или нешто е помалку важно. Ние имаме намера да ги поддржиме сите иницијативи во науката како такви, не двоејќи ги по тоа дали ти доаѓаат од природните, од техничките, да кажеме, од медицинските науки, од биотехничките науки или доаѓаат, да кажеме, од општествените науки. За нас како универзитет се важни сите научни дисциплини во рамките, да кажеме, на универзитетот и ние ги поддржуваме сите. Меѓутоа, придонесот во поглед на достигнувањата во одредени научни дисциплини не е идентичен, тој е различен во секој случај. Негде се остваруваат позначени придонеси, негде се остваруваат помалку, да кажеме, видливи придонеси, не помалку значајни, него помалку видливи.
Ние како универзитет имаме основен критериум во поглед на придонесот во рамките на некој проект е тоа да има одреден број на публикации кои се наоѓаат во индексирани списанија, значи во списание со импакт фактор. И тоа е основен инструмент во правдањето, да кажеме, на научната оправданост на доделувањето на средства за реализација на одреден проект. До сега бројот на ваквите публикации се рапидно зголемува во однос на момент да биде формиран фондот. Значи имавме отприлика околу 35 публикации за година во списание со индексирани, да кажеме, списание или импакт фактор. Сега таа бројка се движи преку 70, што значи дека целта е постигната во поглед на тоа дека да се остварува значаен принос во науката и во момент тој го правиме. Реков, има значаени истражувања во биотехничките науки во сегментот, да кажеме, на заштита на растенијата. Како е најсилен во која област од науката, да речеме? Сигурно има некои адути. Да, моментално најдобро котираат неколку области во УГД и тоа е резултат веројатно на кадровска зајакнатост и опременост на тие институции и подолгото време на постојање, да кажеме, тие институции. Предимство имаат во истражувањата во рамките на земјоделски факултет што се изведуваат, бидејќи има зајакната истражувачка структура од една страна, од друга страна имаат исклучително модерни и современи услови за работа, за истражувања со многу добри лаборатории со опрема и тука се значаен, да кажеме, дел од науката остварува на УГД, потоа одредени истражувања кои се однесуваат на електрохемијата, како еден сегмент кој навлегува во повеќе области во науката, потоа значаени истражувања се изведуваат на медицинскиот факултет на група на истражувачи кои работат на различни полиња, да кажеме, во медицината и тука има значаен напредок во тоа. И во секој случај она што се случува, да кажеме, на факултетот за природни и технички науки како една постара образовна структура и истражувачка структура која дава значаен придонес во развојот на науките за земјата или пак истражувањата кои се применети во поглед на рурална експлоатација и рударството кои постои на универзитетот. Колку овие проекти влијаат на рейтингот на универзитетот, односно да се искачи на рангирањето? Сите го гледате тоа, ние сме на прв пат сме рангирани на второ место, да кажеме, од универзитетите во Република Македонија, пред 2 години бевме на трето место. Значи се значајно поместуваме во поглед на тоа, станува збор за рангирање кој ги прави Меѓународни институт Джиотонг во Кина, така да станува збор за информации кои ги собираат посебно во научниот сегмент од независни бази како што е Web of Science, односно Thomson Reuters базата на која не влијаете вие со ништо, него таа сама ги прибере информациите во делот на науката. Така, рековте дека тоа влие значително на рейтингот. Можеме да забележиме еден тренд каде техничките науки имаат поголем индекс на влијание. Дали тоа значи дека мора повеќе време да се и финансиски средства се посвети на техничките науки, а за таа сметка пак општествените науки да заостануваат? Ние како универзитет не го правиме тоа во поглед на заостанувањето или незаостанувањето, него јас ви споменав дека науката е секогаш врзана со зголемувањето на BDP-то, односно на економската моќ на заедницата. Во секој случај ќе се сложите со мене дека најголем дел од новите вредности во често се ствараат во индустријата или да кажем во земјоделието. Значи станува збор за професии и струки кои ствараат вредности, директни вредности во поглед на промоцијата, да кажеме, или зголемување на продуктивноста, на зголемувањето на бројот на работните места. Тоа не значи дека општествените науки не го прават тоа, го прават, меѓутоа реков во основа го прават на една надгледба која следи на таа да кажеме базна социјална општествена. Генерално дали, например, веројатно гледаме дека општествените науки имаат помал импакт фактор во оние списанија, автоматски тоа донесува помал рейтинг на универзитетите за разлика од техничките науки кои што во списанијата, научни списанија имаат поголем импакт фактор. Тоа е светскиот трендот. Не дека не постојат списанија, да кажеме, на листата на Thomson Reuters базата кои се индексирани, а се од областта на општествените науки. Постојат, меѓутоа нивниот број е рапидно помал од тука се кажеме природно-математичките, биотехничките, техничките, медицинските науки. Бидејќи истражувањата во одредени области, посебно ако земите во медицината, се важни и се многу работат во многу установи, многу институции во светот. И токму поради тоа тие списанија, да кажем, имаат и поголем фактор на влијание, бидејќи тој фактор во основа е поврзан од цитираноста, односно до она што се работи, дали некој друг го следи тој истражувачки момент,
дали тој се цитира доволно, така да општествените науки во таа насока не дека заостануваат, него веројатно трендот на развојот е малце позабавен. Веројатно во иначе следи сигурно некој позабрзен развој и општествените науки, бидејќи не е возможна развој на општеството само со еден сегмент во развојот или истражувањето, да кажем, само во делот на природните, технички или биотехнички науки, мора тоа да биде следено и од она што значи општествена мисла, она што значи социјално опружување, така да мислам дека во иначе се менува тој момент. На меѓународен план каде е угада во соработката во научни проекти? Доволно добро застапен према научниот потенцијал кој го има. Мора да се сложиме со тоа дека сме релативно помлада установа, се уште го градиме научниот потенцијал, меѓутоа е важно да се спомене дека на универзитетот влегуваат млади луѓе и дека универзитетот е релативно млад по својата структура, што е една голема предност во иднината која доаѓа, бидејќи во науката треба да имате одредено време да се изградите како научник или како истражувач во одредена област, така да врските кои ги имаме моментално со огромен број на светски универзитети или европски универзитети, учеството на нашите истражувачи во различни програми од типот на FP6, FP7 програми или се повеќе и повеќе развојот на Хоризонт 2020 програмата која стартува од оваа година, мислам дека се повеќе и повеќе тие млади луѓе ќе си го најдат своето место во вакви истражувачки мрежи и во крајна консеквентна линија угадот полека, но сигурно прераснува во една модерна, зајакната истражувачка структура која сите истражувачки потенцијали кои ги има во рамки на истражувањето ќе ги пренесе во образовниот сегмент, со тоа ќе се креираат модерни курикулуми образовни, односно студенти ќе добиваат знаења кои прилегаат на времето. Така, кога спомнуваме меѓународна соработка, не можеме да го пренебрегнеме фактот дека интернетот зема замав и она бесплатно образование кое што го нудат светски познатите универзитети. Тој образовен процес кој што нудат преку интернет достапен за секого, бесплатно, дали тоа оди во прилог на овие помали универзитети или може да значи и загрозување на нивната работа? Видете, светот е се повеќе и повеќе глобален. Значи, сакале или не сакале, денеска знаењата или информациите се пренесуваат многу брзо. Достапноста до информациите е многу лесна денеска за секого. Тоа е важна премис или важен предуслов за тоа да се стекне квалитетно знаење и квалитетна информација. Сите, да кажеме, универзитети во светот денеска кои имаат сегмент од distance learning или одредени знаења ги ставаат на интернет да кажеме комуникациите мрежи. Достапноста во овие мрежи е релативно едноставна и лесна, реков, може многу брзо да се дојде до сознанија, на нови сознанија, може многу брзо да се види она што го работите вие, дали некој друг го работи во светот и дали е значајно момент што имате намера да го работите. Така да мислам дека оваквите глобални комуникацијски системи во основа ќе придонесат во хармонизацијата на науката на светско ниво и дека знаењата ќе бидат достапни до сите, што е многу важен сегмент во развојот на цивилизациите. Вие не, да кажеме, не постојат примери на мали држави, на мали нации или на мали земји кои што продуцираат релативно солидни, да кажеме, или големи научни имиња. Не се случува често, меѓутоа сепак се случува, бидејќи вие никош не знаете на кој се дел на земјината топка ќе се појави некој или некоја истражувачка група што ќе работи исклучително добро. Имаме ли план, како угада, имате ли план можеби да го пласирате исто така овој начин на образование, бесплатно онлайн образование, што значи автоматски бидете рамо до рамо со Йейл, Харвард и да ви бидат конкуренција на интернет? По програмите на универзитетот постојат размислувања за овие системи, да кажеме, едукација, кои веројатно и уште од оваа година нешто се наоѓа во конкурсот, ќе видиме како ќе се одрази Министерството за образование и наука по поглед на нововедувањето, да кажеме, на некои форми на distance learning што ги имаме моментално во рамките на универзитетот и се надевам дека многу брзо заекнувајќи ја информатичката структура, да кажеме, универзитетот, бидејќи тоа бара солидни информатички ресурси кои универзитетот ги има, не викам дека ги нема, меѓутоа секоја година треба да ги зајакнува и ние се трудиме да го правиме тоа, да го следиме тој тренд на развојот на информатиката како еден неодвоив дел во денешното модерно образование и наука и мислиме дека многу скоро тој момент на, да кажеме, отворено образование низ
електронски системи, низ можноста на информатичките, да кажеме, едукација или поглед на така наречено distance learning ќе биде составен дел на програмите на УГД. Имаме ли соработка со стопанството, на кое ниво е таа соработка, дали стопанството веќе користи дел од апликативните работи на универзитетот? И има соработка со стопанството и тоа е на едно така задоволително ниво, имајќи во поглед во предвид, да кажеме, нивото на развојот на универзитетската инфраструктура. Генерално тие соработки се одвиваат на неколку истражувачки јадра кои постојат во рамките на универзитетот и тоа е пак врзано на техничките и на биотехничките науки во овој момент. Значи, голем број на апликативни проекти постојат во рамките на земјоделието, голем апликативни проекти, голем број постојат во рамките на минералните сировини или минералните ресурси, одредени истражувачки проекти апликативни постојат на информатиката, така да тука има и општествените науки, некои соработки што ги прават економскиот факултет и некои други факултети во поглед на соработка со стопанството. Мислам дека тој сегмент се повеќе и повеќе ќе доаѓа до израз, меѓутоа во секој случај и да кажеме решавањето на институционалните прашања кои се поврзани со овие форми, да кажеме, на формирање на компании или така наречени спин-офф компании или стартап компании кои би можело да се формираат во рамките на универзитетот, едно прашање кое се уште се наоѓа во една сфера на институционално недефинираност до крајни граници. Мислам дека со дефинирањето на тоа прашање во многу ќе се забрза прашањето на трансферот на знаењето кон стопанството и она што стопанството би го имало како корист од оваквите истражувачки центри. Така, споменавте дека на 7 години кога беше прославата на универзитетот, споменавте дека ако некој пред 7 години речеше дека УГД ќе има фонд за научно-истражувачка дејност или научно-истражувачки центар, веројатно никој немаше да му верува. Сигурно тоа е еден многу краток период за развој на науката во рамките на еден универзитет, но УГД лани промовираше и научно-истражувачки центар. Што опфаќа овој научно-истражувачки центар? Јас го реков тоа во насока на што го мислев и исто го мислам секогаш дека многу брзо се развива УГД како универзитетска структура и тоа е последица на големиот ентузијазам што постои, да кажеме, во универзитетскиот менеджмент и во универзитетската структура и на ниво на универзитети и во ниво на факултети. И затоа и реков дека ако некој мислеше дека пред 7 години е возможно да се размислува во наука, во насока дека УГД ќе поддржува научно-истражувачки проекти во рамките на својата, да кажем, институционална рамка, мислам дека ќе беше голема метафизика. И меѓутоа ние, обстојувајќи на идејата дека нема модерен универзитет без солидна наука и невозможно е тоа да биде универзитет доколку ја нема тој основен елемент или атрибут, да кажем, на својот развој, ние влеговме во таа иницијатива свесни за сите предизвици кои таа иницијатива со себе ги носи. Меѓутоа, ние тоа можеме да го издржиме, ние тоа може да го поддржиме и го поддржуваме како такви. Афирмацијата и отварањето на научно-истражувачкиот центар што се случи минатата година во рамките на кампус 2 во делот на биотехничките и техничко-технолошките науки е една универзитетска структура на која УГД може да само да се гордее со неа, бидејќи станува збор за еден центар кој е модерен по својата опременост, кој не заостанува по ништо во било кои универзитетски центри во Европа, во кои има исклучително модерна опрема за било какви истражувања во делот на природните, техничко-технолошките, биотехничките науки, така да медицинските науки, така да мислам дека тоа е едно јадро на кое УГД може на УГД може да му позавидат многу помоćни, да кажем, поголеми универзитети. Веројатно развојот на науката е зависен од наставниот кадар, но несомнено како расте универзитетот, расте наставниот кадар, растат и студентите. Колку студентите можат и се вклучуваат во научно-истражувачки проекти? Логичен след на она што го правиме во поглед на науката на универзитетот, она што го поставувате како прашање. Тоа е логичен след на настаните и веројатно во многу брзо иднина ќе се случи тоа да се поддржуваат и проекти кои ќе бидат, да кажеме, предлагани од студентите. Веројатно идеите кои студентите ќе ги предлагаат ќе бидат поддржани во некои истражувачки делови на УГД и мислам дека тоа ќе биде она наредната фаза која ќе следи во промоцијата на науката на УГД, која УГД има намера да ја поддржува. Реков, првата фаза беше конституирањето на фондот за наука и поддржувањето на научните јадра кои постојат на универзитетот
во аспект на зголемување на научниот потенцијал на универзитетот. Наредниот чекор ќе биде да се вклучат што повеќе и повеќе студенти од завршните години во овакви проекти и програми, и не само да се вклучуваат, него да нудат и своји истражувачки проекти и оние проекти кои во секој случај ќе представуваат значаен исчекор во промислата на универзитетот во развојот на науката, ќе бидат сигурно финансски поддржани. Како сега се снојат оние кои што се магистранти и докторанти? Не се многу знам на УГД, но во која насока идат нивните истражувања? Докторанти се така поголем број, докторанти се во помал број. Меѓутоа генерално гледано и тука во делот на вториот циклус на образование, кај што се магистрите студии, ние чекор по чекор го зајакнуваме критериумот во поглед на она што се брани и она што треба да се истражува во поглед на овие магистерски студии. Сега во нашите правилници е основен инструмент во делот на зајакнување на квалитетот не може да се изврши одбрана на магистерски труд доколку не постои публикација од тоа истражување. Значи еден инструмент е, друг инструмент е на магистерски. Значи не може да се одбрани магистерски труд доколку не постои публикација од тие истражувања. Најмалку една публикација, тоа е основен инструмент во делот на квалитетот кој рапидно го поместува квалитетот на вториот циклус напред. Тоа е тоа одлука на универзитетот или генерално? Тоа е во правилникот на универзитетот и тој е веќе составен на универзитетските акти и веќе не е доволно само нешто да се сработи, да се стави во фиока, него тоа мора да биде јавно достапно до сите да го видат. Затоа бараме публикација која произлегува од истражувањата. На докторски студии се инструменти на квалитетот се многу поизразени, таму се бараат поголем број на публикации кои треба да се објават од истражувањата, така да самата процедура на студирање од една страна, од друга страна на одбрана на докторска дисертација е релативно зајакната, да мислам дека квалитетот е доволно обезбеден. Ги спомнавте публикациите, неодамна гледав една листа за тоа каде е Македонија во публикувањето на научни трудови и наистина лично се разочарав. Зад нас е само Босна и Херцеговина, барем според она што можев да го видам. Која е вашата оценка? Јас ви реков и во првиот дел од разговорот дека продукцијата на научните трудови е директно поврзана со издвојувањето во науката. Ние издвојуваме толку во науката колку што имаме публикации. Македонија, за жал, генерално нема огромен број на публикации во списание со импафактор. Значи, а тоа е еден основен инструмент во делот на зајакнувањето, да кажеме, на универзитетите во Република Македонија. Меѓутоа, квалитетен исчекор се прави во таа насока и нашата идеја, реков, за промоција на научниот фонд и за издвојување на солидни средства во оваа насока е баш во тој смер насочено, да се зголеми бројот на публикациите во списание со импафактор. Бидејќи тоа е состојба на која не се менува преку ноќ. Таа состојба бара вложувања, бара истражувачки групи, јадра кои сериозно работат на проблемот на научни истражувања и реков дека Македонија полека се поместува напред, меѓутоа тоа ќе баре малку време. Така, имаме несомнено една состојба во државата каде научниците, имаме одлив на мозоци, тоа е проблем кој што го има државата од 20 години. Ректорот на едно интервју овде во Универзитетското радио спомена дека вие како раководство имате идеја дел од тие научници да ги донесете на универзитетот, барем како визитинг професори, да го искористите нивниот потенцијал. Докаде е таа идеја се прави тоа? Се прави тоа и она што ректорот ви го спомнал во своето интервју е така и ние во овој момент течат огромен број на постапки на визитни професори кои се избираат во рамките на универзитетот на различни факултети и посебно се води сметка за оние наши афирмирани професори кои се наоѓаат во други универзитети во Европа или во светот, да може да ги доведеме на универзитетот како гостувачки професори, да држат предавања, да се видат, да се комуницираат со нашите студенти, да пренесат знаење, да пренесат искуства. И мислам дека независно од тоа каде се наоѓа, да кажеме, човекот денеска во овој глобален свет, не е толку голем проблем доколку тој работи некаде. Така да и одливот на учени луѓе или на образован свет во другите, да кажеме, држави не е привилегија само на Македонија. Во овој глобален свет многу се миграциите големи
Значи миграциите на младите луѓе се посебно енормно големи тие миграции и тие миграции се не само од економска природа, може да бидат од социјална, културолошка природа. Така да мислам дека тој момент на миграции веројатно ќе биде нормален во времето кое доаѓа, меѓутоа е важно во тој глобален свет условите да кажеме во земјите да бидат приближно идентични. Не може да бидат исти, меѓутоа барем да бидат приближно идентични, а миграциите ќе бидат нормална работа. Од секогаш постоеле, знаете, не би биле населени нити Америка, нити Австралија, нити Азија, ако немало миграции. Тие се нормална работа во светот. Така, каде го гледате универзитетот во областа на науката за 5 до 10 години, односно кој е вашиот план за развој и генерално каде ја гледате на науката во Македонија за 5 до 10 години? Ви реков, основното предимство, да кажем, или предност на универзитетот е тоа што е млад. Ја не знам точно, да не зборувам на памет, старосна структура на универзитетот, би можел да ја погледнам. Меѓутоа, генерално, по оние документи што ми поминуваат низ раците во поглед на изборот на соработници, на професори, на доценти, станува збор за исклучително млада структура. Тоа е една предност која универзитетот во секој случај во период кој доаѓа ќе го направи да биде значено, да кажеме, научно зајакнат од една страна, од друга страна институционално добро етаблиран. Мора да сватите дека универзитетот е премногу кратко постои време. Тоа од 7 години е многу мало време за квалитативен исчекор. Ова што УГД го направи за 7 години, јас и во едно друго интервју го споменав дека тешко е повторливо во времето. Тоа бара огромна енергија, тоа бара огромни откажувања, да кажеме, од многу моменти на тоа да се направи нешто за 7 години. Не зборувам дека е идеално направено, меѓутоа е направено во најдобра можна насока. Така да, реков, УГД за неколку години ќе биде препознатлива структура не само во Република Македонија, таа е сега препознатлива, меѓутоа во меѓународни рамки ќе биде исклучително препознатлива по некои истражувачки јадра кои полека на сигурно се формираат на УГД. Мора да се сложите со едно дека не само УГД, било која заедница, било кој универзитет не се препознава по сите, да кажеме, луѓе кои се во рамките на универзитетот. Некои одредени, да кажеме, истражувачки групи или истражувачки јадра ќе бидат тие кои ќе го повлечат развојот на УГД. Ние сме свесни на тоа дека не може УГД во целење да биде тоа. Тоа е невозможно. Значи, секогаш поединците или група на истражувачи или група на афирмирани луѓе ќе го понесат УГД во насока на поголема афирмација. Тоа е покажано во минатото, тоа е историскиот развој, тоа е еволуцијата, да кажеме, на светско образование и на светската наука. Вие не знаете во кој момент во некоја истражувачка група ќе се појави некој врвен истражувач кој со името своје ќе го понеси тој универзитет во невидени висини. Така да треба да бидеме трпеливи, треба да бидеме истрени во нашите определби во поглед на тоа дека ќе ја поддржуваме таа активност и дека тоа ќе го правиме. Меѓутоа, од друга страна, мора да бидеме свесни, Македонија е мало општество со ограничени економски потенцијали. Врските со светот, отварањето кон светот, значи во тој глобален свет е нашата предност. Тука може да го најдеме местото на поголема афирмација на нашите луѓе, доколку имаат квалитетно образование, доколку имаат квалитетни, да кажеме, знаења со себе, за да може да се снајдат во таа меѓународна, да кажеме, распределба на науката, на знаењата, на образованието. И мислам дека ни најмалку УГД не треба да стравува за тоа што ќе биде после 5 години. Не. Тоа ќе биде една универзитетска структура со исклучително зајакнати перформанси кои ќе одговори на времето во кое постои. Гледате ли можеби некое списание, научно списание од типот на Nature или Science токму да произлезе од УГД, она што моментално недостасува? На УГД тоа списание се добива редовно. Тоа е списанието кое е најмногу цитирано моментално, да кажеме, во делот на природните науки. Не, дали ние би можеле да публикуваме такво списание? Има нешто, некоја публикација која и моментално и сега се наоѓа. Ја мислам дека пред некој време се објави на сајтот на УГД. Тоа е една истражувачка група која работи на земјоделски факултет. И
знаете, Nature објавува, да кажем, истражувања кои се од поуниверзален карактер. Значи, некои проблеми кои имаат универзално значение. Тој не објавува по-локални или по-регионални проблеми, да кажем, во науката. Јас се надевам дека ќе има такви истражувања кои ќе може да си го најдат своето место и во такви списанија како што се Nature, како што е Science, да кажеме. Меѓутоа има и други списанија кои се добри и квалитетни, реков. Тоа е никогаш не е предизвик само да се обиде во тоа списание и другите списанија се значени. Денеска имате на Thomson Reuters базата имате преку 10.000 списанија. Проректоре, ви благодарам за разговорот, да знам дека имате обврски, да не ви го одземам повеќе времето, се надам ќе се видиме во наредна прилика. Ви благодарам. Во секој случај, во секое време, без проблем. Благодарам.